Откровение на светиот апостол Јован Богослов. Увод и поздрав. Видение на преобразениот Син човечки. Тајните на седумте звезди, на седумте светилници. Глава прва. Откровение на Исуса Христа кое му го даде Бог за да го покаже на слугите свој она што треба да стане скоро. И он го јави тоа на слугата свој Јована преку својот ангел кој што го посведочи Словото Божјо и сведоштвото на Исуса Христа и се што виде. Блажен е оној кој чита и оние што ги слушаат зборовите на пророштвото и пазат на напишаното во него, зашто времето е блиско. Јован до седумте цркви што се во Азија. Благодат вам и мир од оној кој е и кој бил, и кој иде и од седумте духови кои се пред неговиот престол, и од Исуса Христа, кој е верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните цареви. Нему кој не возлюби и изми од нашите гревови преку својата крв и кој не направи пред Бога и својот Отец цареви и свештеници, слава и држава во веки веков. Амин. Ете иде со облаците и ќе го види секој око, и оние што го прободоа, и ќе се расплачат пред него сите земни племиња. Да. Амин. Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај, вели Господ. Кој е, кој бил и кој иде, Вседржителот. И јас, Јован, кој што сум и брат ваш, и соучесник во скрбта и во царството и во трпението на Исуса Христа, бев на островот наречен Патмос заради Словото Божјо и заради сведоштвото за Исуса Христа. Еден неделен ден бев обсемен од дух и зад себе чув силен глас како од труба кој велеше: Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот. И тоа што ќе го видиш, напиши го во книга и испрати го до седумте цркви што се во Азија, во Ефес и во Смирна, во Пергам и во Тиатир, во Сард, во Филаделфија и во Лаодикија. И се обзрнав за да го видам гласот што зборуваше со мене. И откако се обзрнав, видов 7 златни светилници, а сред 7 светилници еден сличен на Синот човечки, облечен во долга облека до нозете и по градите препашан со златен појас. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а очите негови како огнен пламен. Нозете негови слични на светол бакар како во печка вжарени, а гласот негов како шум од многу води. Во својата десна рака он држеше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Лицето негово светеше како што сонцето сјае во својата сила. Штом го видов, паднав пред нозете негови како мртов. Он ја сложи својата десна рака врз мене и ми рече: Не бој се, јас сум првиот и последниот, и живиот. Бев мртов, и ете жив сум за сите векови. Амин. И ги имам клучевите од адот и смртта. И така напиши што виде, што е и што има да стане по тоа. Ова е тајната на 7 звезди што ги виде во мојата десница и на 7 златни светилници. 7 звезди се ангелите на 7 цркви, а 7 светилници што ги виде се 7 цркви. Писмото Христово до црквите во Ефес, Смирна, Пергам и Тиатир. Глава 2. На ангелот на Ефеската црква напиши му: Ова го вели оној кој ги држи 7 звезди во десницата своја, кој оди посреде 7 светилници. Ги знам делата твои, трудот твој и трпението твое, и дека не можеш да ги трпиш лошите. Знам дека си ги испитал оние што себе си се наречуваат апостоли, а не се, и дека си нашол отиселашци. Дека си претрпел и дека имаш трпение, дека си се трудел за името мое и дека не си се уморил. Но сум против тебе, зашто ја остави својата прва љубов.
Spomni si od kade si padnal i pokaj se i vrši gi poranешните dela. Ako ne, skoro ke ti dojdam i će go premestam svetilnikot tvoj od mestото негово, ako ne se pokaješ. A ова го имаш, ги мразиш делата на Николаитите, кои што и јас ги мразам. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите, на оној што победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кое што е среде Божиот рај. И на ангелот на Смирненската црква напиши му, така вели првиот и последниот, кој беше мртов и еве оживе. Ги знам твоите дела, скрпта и сиромаштијата, но ти си богат и хулењата на оние кои за себе си велат дека се јудејци, а не се, туку се сатанска збирштина. Не бој се воопшто од она што ќе има да претрагаш. Ете, ѓаволот некој од вас ќе фрли в затвор, за да ве искуша и ќе бидете нажалени 10 дни. Биди верен до самата смрт и ќе ти го дадам венецот на животот. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Кој победува, втората смрт нема да му нанесе штета. И на ангелот на Пергамската црква напиши му, вака вели оној кој држи меч со две острици. Ги знам делата твои и каде живееш, каде е престолот на сатаната и дека го држиш името мое и дека не се одрече од верата моја дури во деновите, кога мојот верен сведок Антипа беше убиен меѓу вас, во чија што средина живее сатаната. Но малку сум против тебе, зашто имаш таму некои што го држат учењето на Валаама, кој што го учеше Валака да ги наведе на грев синовите Израилеви, да јадат жртви идолски и да блудствуваат. А имаш и некои што го држат учењето на Николаитите, кое го мразам. Покај се, ако пак не, скоро ќе ти дојдам и ќе стапам во борба против нив со мечот на устата своја. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној што победува ќе му дадам да јаде од сокријаната мана и ќе му дадам бело камче. И на камчето напишано ново име, што никој не го знае, освен оној што го добива. И на ангелот на Тијатирската црква напиши му, ова го вели Синот Божи, чии очи се како пламен огнен, а нозете слични на сјаен бакар. Ги знам твоите дела, и љубовта, и службата, и верата, и трпението твое, и дека твоите последни дела се побројни од првите. Но малку сум лут на тебе, зашто позволуваш жената Језавела, која себе си се наречува пророчица, да ги учи мами слугите мои да блудствуваат и да јадат идолски жртви. А и дадо време да се покае за блудството свое, но таа не се покаја. Ете, неа ја фрлам на постела, а оние што блудствуваа со неа во маки големи, ако не се покајат за делата своји. И чедата нејзини ќе ги поразам со смрт, и сите цркви ќе узнаат дека јас сум оној кој ги испитува срцата и бубрезите, и секому од вас ќе му дадам според делата негови. А вам и на другите во Тијатир, што не го држат тоа учење и не ги узнаат така наречените длабини сатански, би велам, нема да ви наложам друго бреме. Но држете го само она што го имате, додека не дојдам. И кој победува и ги пази делата мои до крај, нему ќе му дадам власт над незнабожците. И ќе ги пасе со жезал железен. И тие ќе се строшат како земјани садови, како што и јас примив власт од својот отец. Нему ќе му ја дадам звездата деница, па кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Писмото Христово до црквите во Сард, Филаделфија и Лаодикија. Глава 3. А на ангелот на Сардиската црква напиши му, еве што вели оној кој ги има 7 звезди. Ги знам делата твои, носиш име дека си жив, а си мртов. Биди буден и утврдувај ги оние што се на умирање,
бидејќи делата твои не ги најдоа совршени пред мојот Бог. Помни пак како си примил и чу, и пази, и покај се. Ако не бидеш буден, ќе дојдам врз тебе како крадец и нема да узнаеш кога ќе дојдам над тебе. Но во Сард имаш малку имиња, што не ги осквернија лиштата своји. Тие ќе одат со мене во бела облека, бидејќи се достојни. Кој победува, ќе се облече во бела облека и нема да му го избришам името негово од книгата на животот. Туку ќе го признам името негово пред мојот Отец и пред неговите ангели. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. И на ангелот на Филаделфиската црква напиши му: вака вели светиот, вистинскиот, оној кој го има клучот Давидов, кој отвора и никој нема да затвори, и кој затвори, никој не ќе отвори. Ги знам делата твои. Ете, ти дадов врата отворена, и никој не може да ја затвори. Ти имаш мала сила и сепак го запази словото мое, и не одречувај се од името мое. Ете, ке ти дадам некои од сатанската зборница, оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат. Ете, ке направам да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат дека јас те засакав. Бидејќи ти го запази словото на трпението мое, и јас ке те запазам од часот на искушението, кое ќе дојде над целата вселена, за да ги искуша оние што живеат на земјата. Ете, идам скоро. Држи што имаш, за да не го земе никој венецот твој. Оној кој победува, ќе го направам столб во храмот на мојот Бог, и нема веќе да излезе надвор. И ќе го напишам над него името на мојот Бог и името на градот на мојот Бог, на новиот Ерусалим, кој слегнува од небото од мојот Бог, и моето ново име. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. И на ангелот на Лаодикиската црква напиши му: ова го вели, амин, верниот и вистинскиот сведок, почетокот на Божјото создание. Ги знам делата твои, ти не си ни студен, ни жежок, о да беше студен или жежок. Така бидејќи си млак и не жежок, ниту студен, ќе те изблуам од устата своја. Оти велиш: богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден и проколнат, сиромах, слеп и гол. Те советувам да си купиш од мене злато, низ оган пречистено, за да се збогатиш, и бело облекло, за да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата твоја, и со очна маст намачкај ги очите твои, за да гледаш. Кои јас ги сакам, нив ги карам и казнувам, и така биди ревносен и покај се. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него, и тој со мене. На оној што победува, ќе му позволам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. Откривање на величественоста Божја и свечено поклонување пред Божиот престол. Глава 4. Потоа погледав и ете врата отворена на небото и поранешниот глас што го бев чул како од труба кој зборуваше со мене, рече: искачи се овде и ќе ти покажам што треба да стане потоа. И веднаш бев обземен од духот. И ете, на небото стоеше престол и на престолот седеше некој. Оној кој седеше изгледаше како камен јаспис и сардис, а околу престолот виножито кое што прилегаше на смарагд. Околу престолот пак имаше 24 престола, а на престолите видов седнати 24 старци, облечени во бели алишта, а на главите светкавици, громови и гласови. Има златни венци.
И од престолот излегуваа молњи, громови и гласови, а пред престолот гореа 7 огнени светила, кои што се 7 Божји духови. Пред престолот пак имаше стаклено море слично на кристал, а сред престолот и околу престолот 4 животни, однапред и одназад полни со очи. Првото животно прилегаше на лав, второто на теле, третото животно имаше лице како на човек, а четвртото личеше на орел во лед. И 4 животни имаа по 6 крилја околу себе, а однатре беа полни со очи и без прекин дење и ноќе воскликнуваа: Свет, свет, свет е Господ, Бог Вседржителот, кој беше, кој е и кој ќе дојде. А кога животните му воздаваа слава, чести и благодарност на седнатиот на престолот, на живиот во веки веков, 24 старци паѓаа пред седнатиот на престолот, му се поклонуваа на живиот во сите векови и ги полагаа своите венци пред престолот велејќи: Достоен си, Господи, да ја примиш славата, честа и силата, зашто Ти си создал се и според Твојата волја постои се и е создадено. Јагнето ја зема книгата со 7 печати. Глава 5. И видов во десницата на оној кој седеше на престолот книга напишана одвнатре и однадвор, запечатена со 7 печати. И видов силен ангел, што викаше со висок глас: Кој е достоен да ја отвори книгата и да ги скрши печатите неизини? И никој не можеше, ниту на небото, ниту на земјата, ниту под земјата, да ја отвори книгата, ниту пак да ја гледа. И јас многу плачев дека никој не се најде достоен да ја отвори и да ја прочита таа книга, ниту да ја гледа. А еден од старците ми рече: Не плачи, ете, победи лавот, кој е од јудиното колено, корен од Давидов. Победи да ја отвори книгата и да ги скрши нејзините 7 печати. Погледав, и ете, среде престолот и 4 животни и среде старците стоеше агнецот како заклан со 7 рога и 7 очи, кои што се 7 духови Божји пратени по целиот свет. Он дојде и ја зеде книгата од оној кој седеше на престолот. И кога ја зеде книгата, 4 животни и 24 старци паднаа пред агнецот, држејќи секој од нив гусле и златни чаши полни со темјан, кои што се молитвите на светиите. И пееа нова песна велејќи: Достоен си да ја земеш книгата и да ги скршиш нејзините печати, зашто ти беше заклан и со својата крв не откупи за Бога од секое колено, јазик, народ и племе, и не направи пред нашиот Бог цареви и свештеници, и ќе царуваме на земјата. Потоа видов и чув глас на многу ангели околу престолот и околу животните и старците, а бројот им беше миријада миријади и илјада илјади, кои зборуваа со висок глас: Достоен е закланиот агнец да ја прими силата и богатството, премудроста и моќта, честа, славата и благословот. И секое создание на небото и на земјата, под земјата и во морето, и се што е во нив, чув да зборува на оној кој седи на престолот и на агнецот благослов и чест, слава и владење во сите векови. А 4 животни велеа: Амин. И 24 старци паѓаа и му се поклонуваа на живиот во сите векови. Отворање на првите 6 печати. Глава 6. И видов кога агнецот скрши еден од 7 печати и чув едно од 4 животни да зборува како со глас на грмотевица: Дојди и види. И видов, ете, бил конј и на него јавач со лак. И му беше даден венец и тој излезе како победник за да победи. А кога го извади вториот печат, го чу второто животно да зборува: Дојди и гледај.
И излезе друг конј, црвен, и најавачот му беше дадено да го одземе мирот од земјата, та еден со друг да се убиваат, и му беше даден голем меч. А кога се отвори третиот печат, го чув третото животно да зборува. Дојди и види. И видов, ете вран конј, а на него јавач со мерила во раката своја. И чув глас среде четирите животни кој зборуваше. Шиник пченица за динари и 3 шиника јачмен за динари, но растителното масло и виното ќе ги нема. А кога се раскрши четвртиот печат, го чув гласот на четвртото животно како зборуваше. Дојди и гледај. И видов. И ете сив конј, а на него јавач чие име беше Смрт. И адот врвеше по него и му се даде власт на четвртина од земјата, да убива со меч и глад, со помор и земни зверови. А кога го симна петиот печат, под жртвеникот ги видов душите заклани заради Словото Божјо и за сведоштвото што го имаа и викаа со висок глас велејќи. Докога, владико свети и вистинити, нема да судиш и да им се одмаздуваш за нашата крв на оние што живеат на земјата. И на секого од нив им се дадоа бели облеки и им се рече да починат уште малку време, додека не се дополни бројот на нивните сотрудници и браќа што ќе бидат убиени како и тие. И видов кога се крена шестиот печат, и ете настана голем земјотрес и сонцето стана црно како вреќа од кострет и месечината стана како крв. Звездите пак небески паднаа на земјата како што смоквата лулана од силен ветер ги исфрла пупките свој. И небото се оттргна како книга свиткана и секоја гора и секој остров се поместија од местата свој. И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб и слободен се сокрија во пештери и горски камењари, велејќи им на планините и на карпите. Паднете врз нас и сокријте не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на агнецот. Зашто дојде големиот ден на неговиот гнев и кој може да устои? Запечатените од 12 колена, блажено мноштво на спасените од разни народности. Глава 7. Потоа видов 4 ангела како стојат на 4 агли од земјата, држејќи ги 4 земни ветрови, за да не дува ветар ни на земјата, ни по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог. И тој извика со висок глас кон 4 ангели, на кои им беше дадено да ја растурат земјата и морето, велејќи: не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата, додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. И го чув бројот на одбележаните со печат. 144.000 беа одбележани од сите колена на синовите Израилеви. Од јудиното колено со печат одбележани 12.000. Од Рувимовото колено 12.000. Од Гадовото колено 12.000. Од Асировото колено 12.000. Од Нефталимовото колено 12.000. Од Манасииното колено 12.000. Од Симеоновото колено 12.000. Од Левиното колено 12.000. Од Исахаровото колено 12.000. Од Завулоновото колено 12.000. Од Јосифовото колено 12.000. Од Бенијаминовото колено 12.000. Потоа видов и ете големо мноштво народ, кое што никој не можеше да го преброи, од сите племиња и колена, народи и јазици. Тие стоја пред престолот и пред агнецот, облечени во бели облеки и со палмови гранчиња во рацете. И воскликнуваа со висок глас велејќи: за спасението наше, слава на нашиот Бог, кој седи на престолот и на агнецот.
А сите ангели стоја околу престолот, старците и 4 животни, и паднаа ничком пред престолот и му се поклонија на Бога велејќи: Амин. Благослов и слава, премудрост и благодарност, чест и сила и мок на нашиот Бог во сите векови. Амин. А еден од старците прозборува и ме праша: оние облечени во бели облеки, кои се и од каде дошле? А јас му одговорив: ти знаеш, Господине. А тој ми рече: тие се што дојдоа од големи маки, тие ги испраа облеките своји и ги избелија со крвта на агнецот. Затоа се пред престолот на Бога, кому му служат во неговиот храм и дење и ноќе, и оној кој седи на престолот, ќе се всели во нив. И нема веќе да огладнат, ниту пак да ожеднат, нив нема да ги пече сонцето и никаква горештина, бидејќи агнецот, кој е среде престолот, ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ќе им ја избрише секоја солза од очите нивни. Отворање на 7-миот печат. Првите 4 труби. Тројно зло. Глава 8. Кога го отвори 7-миот печат, настана тишина на небото околу половина час. И ги видов 7 ангели што стоеја пред Бога и им се дадоа 7 труби. Тогаш дојде друг ангел со златна кадилница и застана пред жртвеникот. И му се даде многу темјан, да со молитвите на сите свети и да го постави на златниот жртвеник што беше пред престолот. Димот од темјанот со молитвите на светиите се издигна од раката на ангелот пред Бога. И ја зеде ангелот кадилницата и ја наполни со оган од жртвеникот и ја фрли на земјата, и тогаш се појавија гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес. И 7 ангели што ги држеа 7 труби се приготвија да затрубат. Првиот ангел затруби и се појави град и оган, смешани со крв, и паднаа на земјата. И 1/3 од дрвјата изгореа и сета трева зелена изгоре. Затруби и вториот ангел. И како некоја голема гора пламната во оган се срина во морето. И 1/3 од морето се претвори во крв. И умре 1/3 од морските суштества кои што имаа душа, и 1/3 од ладите пропаднаа. И третиот ангел затруби и од небото падна голема звезда која гореше како светило и падна врз 1/3 од реките и водните извори. А името на таа звезда е Пелин. И третиот дел од водите загорчи како пелин, и многу луѓе умреа од водите бидејќи беа загорчени. Потоа затруби и 4-тиот ангел и беше удрена 1/3 од сонцето, 1/3 од месечината и 1/3 од звездите, за да им потемнее нивниот трет дел, та 1/3 од денот, како и на ноќта, да не свети. И видов и чув еден орел како лета посреде небото и да вика со висок глас: Тешко, тешко, тешко на оние што живеат по земјата од другите трубни гласови на 3 ангели што ќе трубат. Петтата труба со првото зло, 6-та труба со второто зло. Глава 9. Затруби и 5-тиот ангел и видов звезда како падна од небото на земјата. И се даде клучот од кладенецот на бездната. Па го отвори кладенецот на бездната и од кладенецот излезе дим како дим од голема печка. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот се појавија скакулци по земјата и им се даде власт, каква што имаат земните скорпии. И им се рече да не ја повредуваат земната трева, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои немаат печат Божи на челата своји. И им се даде не да ги убиваат, туку само да ги мачат 5 месеци,
и мачењето нивно беше како мачење од скорпија кога каснува човек. Во тие дни луѓето ќе ја бараат смртта, но нема да ја најдат. Ќе посакаат да умрат, но смртта ќе бега од нив. По својот облик скакулците личеа на коњи, приготвени за војна, на главите нивни имаше како златни круни, а лицата им беа како лица човечки, имаа коси како косите на жени, а забите им беа како заби на лавови. И има оклопи како оклопи од железо, а шумот на нивните крилја беше како шум на коли со многу коњи кога трчаат во војна. Има пак опашки како скорпиите, а на опашките осила им беше дадена сила да им пакостат на луѓето 5 месеци. И за цар над себе си го има ангелот на бездната, името негово по еврејски е Абадон, а по елински Аполион. Едното зло помина, еве идат уште 2 зла по него. И 6-тиот ангел затруби, и чув еден глас од 4 рога на златниот жртвеник што е пред Бога, кој му зборуваше на 6-тиот ангел, кај кого беше трубата. Ослободи ги 4 ангели, врзани при големата река Ефрат. И беа одврзани 4 ангели, кои беа приготвени за часот и денот, за месецот и годината, за да ја убијат третината од луѓето. Бројот на коњаниците беше 200 милиони, го чув нивниот број. И така во видение ги видов коњите и оние кои јаваа на нив, што има оклопи огнени и синкасти и сулфурни. Главите на коњите личеа на глави од лавови, а од устата нивна излегуваше оган, дим и сулфур. А од тие 3 зла, огнот, димот и сулфурот, што излегува од нивната уста, умре третината од луѓето, бидејќи нивната сила беше во нивната уста, а опашките нивни, што личеа на змии, има глави со кои пак остеа. А другите луѓе, што не загинаа од тие зла, не се покаја за делата на рацете своји, да не се поклонуваат ни на ѓаволи, ни на идоли златни и сребрени, бакарни, камени и дрвени, кои не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат, ниту пак да одат. И не се покаја ни за убиствата своји, ни пак за вражбите своји, ниту за блудството свое, ниту за кражбите своји. Ангелот со книга што Јован ја изедува. 7 громови. Глава 10. И видов друг силен ангел како слегнува од небото, опфатен од облак над главата виножито, а лицето негово беше како сонце, додека нозете како огнени столбови. Во раката своја тој држеше отворена книшка и ја постави десната своја нога над морето, а левата над земјата. И извика со висок глас, како што рика лав. А кога извика, 7 громови проговорија со своите гласови. И кога 7 громови проговорија со своите гласови, сакав да пишувам. Но чув глас од небото кој што ми зборуваше. Запечати го тоа што зборуваа 7 громови и немој да го пишуваш. И ангелот, кога го видов да стои над морето и над земјата, крена рака кон небото и се заколна во оној кој живее во веки веков, и кој го создал небото и се што е на него, земјата и се што е на неа, и морето и се што е во него, дека не ќе има веќе време. Но во деновите кога 7-миот ангел ќе возгласи и затруби, тогаш ќе се изврши тајната на Бога, како што им беше објавил Он на своите слуги пророците. И гласот што го бев чул од небото, одново прозборува со мене и рече: Оди и земи ја отворената книшка од рацете на ангелот што стои над морето и над земјата. Тогаш отидов при ангелот и му реков: Дај ми ја книшката. Тој ми одговори: Земи ја и изеди ја. Во стомакот твој таа ќе ти биде горчлива, но во устата ќе ти биде сладка како мед. Ја зедов книгата од рацете на ангелот и ја изедов, и во устата моја беше сладка како мед, а кога ја изедов ми беше горчлива во стомакот мој. И ми рече:
Треба пак да пророкуваш меѓу многу народи и племиња, и јазици, и цареви. Мерењето на Црквата Божја. Два сведока загинале, па оживеле. Глава 11. И ми се даде трска слична на жезал и ми се рече: стани и измери го Божиот храм и жртвеникот и оние што се поклонуваат во него. А дворот пред храмот остави го и не мери го, бидејќи им е даден на незнабожците, тие ќе го газат светиот град 42 месеца. И ќе им дадам на двајца мои сведоци, и тоа облечени во вреќи, да пророкуваат 1260 дена. Тоа се двете маслинови дрвца и двата светилника што стојат пред Господарот на земјата. И ако некој сака да им направи неправда, оган ќе излезе од устата нивна и ќе ги проголта нивните непријатели, да така треба да биде убиен оној што ќе посака тоа да го направи. Тие ќе имаат власт да го затворат небото, за да не паѓа дожд во деновите на нивното пророкување, и ќе имаат власт над водите да ги претворат во крв и да ја поразат земјата со секаква мака, кога што ќе посакаат. И кога ќе го завршат сведоштвото свое, тогаш зверот, кој што ќе излезе од бездната, ќе им објави војна и ќе ги победи и ќе ги убие. А труповите нивни ќе ги остави по улиците на големиот град, кој духовно се наречува Содом и Египет, каде што и нивниот Господ беше распнат. И многу од народите и племињата и јазиците ќе ги гледаат нивните трупови 3 дена и половина и нема да позволат нивните трупови да се положат во гробови. И жителите на земјата ќе се зарадуваат и развеселат поради нив и ќе си праќаат дарови еден на друг, бидејќи тие два пророка ги мачеа оние што живеат на земјата. Но по 3 дена и половина во нив ќе влезе животен дух од Бога и тие ќе се исправат на нозете своји и голем страв ќе ги обземе оние што ќе ги гледаат. Тогаш тие ќе чујат висок глас од небото како им вели: искачете се ваму. И тие ќе се издигнат на небото во облаци и непријателите нивни ќе ги видат. Во тој час ќе настане голем потрес и 10-тиот дел од градот ќе се растури, а од потресот ќе загинат 7000 човечки имиња. Другите пак ќе се исплашат и ќе му воздадат слава на небесниот Бог. Второто зло мина. Ете, брзо иде третото зло. Затруби 7-тиот ангел и по небото одекна силни гласови кои викаа: царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и Он ќе царува во сите векови. И 24 старци кои што седеа пред Бога на престолите своји, паднаа ничкум и му се поклонија на Бога велејќи: Ти благодариме, Господи Боже, Вседржителу, кој си, кој беше и кој ќе бидеш, затоа што ја прими својата голема сила и се зацари. И се разгневија народите, и дојде Твојот гнев и времето да им се суди на мртвите и да дадеш награда за слугите Твои, на пророците, на светиите и на оние кои се плашат од името Твое, мали и големи, и да ги погубиш губителите на земјата. Тогаш на небото се отвори храмот на Бога и се јави ковчегот на заветот во неговиот храм. И имаше спеткавици и гласови, громови и земјотрес, и град голем. Жената облечена во сонце и змевот. Борбата на Архангел Михаил против него. Глава 12. И голем знак се покажа на небото. Жена облечена во сонце. Под нозете нејзини беше месечината, а на главата нејзина венец од 12 звезди. Таа беше тешка и викаше од породилни болки и се мачеше да роди. Потоа се јави друг знак на небото. Ете, голем црвен змев со 7 глави и 10 рогови, а на главите негови 7 круни. Опашката негова повлече 1/3 од небеските звезди и ги фрли на земјата. Змевот застана пред жената која сакаше да роди
та кога ќе роди, да го изеде детето нејзино. И таа роди машко дете, кое ќе ги пасе сите народи со железен жезал. И детето нејзино беше грабнато и однесено при Бога и неговиот престол. А жената побегна во пустиња каде што имаше приготвено место од Бога за да ја храна таму 1260 дена. И настана војна на небото. Михаил и неговите ангели војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив. Но не устоја и за нив веќе не се најде место на небото. И беше исфрлен големиот змев, старата змија наречена Ѓавол и Сатана, која ја мами целата вселена, беше соборен на земјата и заедно со него и ангелите негови беа исфрлени. И чув висок глас на небото да зборува: Сега настана спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос, бидејќи е симнат клеветникот на браќата наши кој ги клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе. Тие го победија со крвта на агнецот и со словото на своето сведоштво и не се грижеа за животот свој дури до самата смрт. Затоа веселете се небеса и вие кои живеете на нив. Тешко вам кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слегнал при вас со голем гнев, оти знае дека му останува малку време. А кога виде змевот дека е фрлен на земјата, почна да ја гони жената што го беше родила машкото дете. И се дадоа на жената 2 крилја како на голем орел, за да одлета во пустињата на своето место, каде што ќе се храни време 2 времиња и половина време далеку од лицето на змијата. И змијата испушти од устата своја вода како река по жената, за да ја одлече со реката. Но земјата и помогна на жената и ја отвори земјата устата своја и ја проголта реката што ја беше испуштил змевот од устата своја. И се разлути змевот на жената и отиде да војува со другите од семејството незино, што ги пазат Божите заповеди и го имаат сведоштвото на Исуса Христа. Од морето излегува звер со 7 глави, а од земјата друг звер со 2 рога. Глава 13. Потоа застанав на морскиот песок и видов како од морето излегува звер со 7 глави и 10 рогови. На роговите негови имаше 10 круни, а на главите негови богохулни имиња. Зверот, кого го видов, прилегаше на леопард. Нозете му беа како кај мечка, а устата како уста на лав. И змевот му ја даде силата своја и престолот свој и голема власт. И видов дека една од главите негови како да беше смртно ранета, но таа смртна рана му заздраве. Тогаш се зачуди целата земја и тргна под зверот, и му се поклонија на змевот, кој што му беше дал власт над зверот. Му се поклонија и над зверот, велејќи: кој е како зверот и кој може да војува со него. Нему му се даде уста што зборуваше големи зборови и богохулства, и му се даде власт така да прави 42 месеца. Тогаш ја отвори устата за хулење против Бога, за да го похули името Негово, живеалиштето Негово и оние што живеат на небото. И му се даде да војува против светиите и да ги победи. Му се даде власт над секое колено, јазик и народ. И му се поклонија сите жители земни, чии имиња не се запишани во книгата на животот при агнецот, заклан од созданието на светот. Кој има уво, нека чуе. Кој во робство води, во робство ќе биде одведен. Кој со меч убие, со меч треба да биде убиен. Тука е трпението и верата на светиите. И видов друг звер како излегува од земјата. Тој имаше 2 рога, како кај јагне изборуваше како змев. И со сета власт на првиот звер тој дејствуваше пред него и ја тераше целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на првиот звер, чија смртна рана се беше исцелила. И правеше големи чуда, па дури и оган да симнува од небото на земјата пред луѓето. И ги мамеше жителите земни со чудата, што му беа дадени да ги врши пред зверот, велејќи им на жителите земни
да му направат лик на зверот кој што имаше рана од меч и остана жив. И му се даде да вложи дух во ликот на зверот, да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние кои нема да му се поклонат на зверовиот образ. И ќе направи на сите, мали и големи, богати и сиромаси, слободни и робови, да им се стави белек на десната рака или на челата нивни. Та никој да не може ни да купува, ниту да продава, освен оние што го има тој белек, или името на зверот, или бројот на името негово. Тука е мудроста. Кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот, бидејќи е број на човек, и бројот му е 666. Сто 44.000 во гората Сионска. 3 ангела со добри, но и со остри вести. Весела жетва, страшна есен. Глава 14. Потоа видов. Ете агнецот стои на гората Сион и со него 144.000 што го имаа на челата свој напишано името на неговиот Отец. И чув глас од небото како шум од многу води и како звук од силен гром. Чув глас на гуслари што свират на гуслите свој и како да пеат нова песна пред престолот и пред 4 животни и старците. И никој не можеше да ја научи таа песна освен оние 144.000 кои што беа откупени од земјата. Тие се што не се осквернија со жена бидејќи се девствени, тие се што врват по агнецот каде и да оди, тие се откупени меѓу луѓето првенци на Бога и на агнецот. И во устата нивна измама не се најде. Тие се непорочни пред престолот Божји. И видов друг ангел како лета посреде небото кој имаше вечно евангелие за да им благовести на жителите земни, на секое племе и колено, јазик и народ. Тој зборуваше со висок глас: Бојте се од Бога и подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. И друг ангел се појави по него велејќи: Падна Вавилон, големиот град, зашто сите народи ги напои со жестокото вино на своето блудство. И трет ангел по него најде, зборувајќи со висок глас: Кој ќе му се поклони над зверот и на ликот негов и прими белек на челото свое или на раката своја, тој ќе пие од виното на јароста Божја, вино неразводнето, излиено во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред агнецот. Димот од мачењето нивно ќе се издига во сите векови. Нема да имаат мир ни дење, ни ноќе оние што ќе му се поклонат над зверот и на неговиот образ и што ќе го примат белегот на неговото име. Тука е трпението на светиите. Тука се оние што ги пазат заповедите Божји и верата во Исуса. И чув глас од небото да ми вели: Напиши, блажени се мртвите, кои одсега умираат во Господа. Да, вели Духот. Нека се одморат од трудот свој, од и делата нивни ги следат. И видов. Ете светол облак, и на облакот седеше сличен на синот човечки. На главата своја он имаше златен венец, а во раката остар срп. И друг ангел излезе од храмот и му извика со силен глас на оној што седеше на облакот: Замавни со српот и жнеј, зашто дојде твојот час за жетва, оти житото на земјата е зрело. И оној што седеше на облакот го фрли српот свој на земјата и земјата беше пожнеана. И друг ангел излезе од храмот што се наоѓаше на небото и имаше исто така остар срп. И друг ангел кој имаше власт над огнот излезе од жртвеникот и со силен глас извика кон оној што имаше остар срп, велејќи: Фрли го српот свој и обери го грозието од земното лозје, зашто зрната му се веќе зрели.
И ангелот го фрли српот свој на земјата, го обра земното лозие и го фрли во големата каца на Божиот гнев. И се изгмечи кацата надвор од градот и потече крв од кацата дури до уздите на коњите на 1600 стадии. Пејачи на стаклено море, последните 7 зла, 7 чаши на гневот. Глава 15. И видов друг знак на небото, голем и чуден. 7 ангели што ги држеа 7 последни порази, зашто со нив ќе се заврши Божиот гнев. И видов нешто како стаклено море, измешано со оган, а оние што го победија зверот и неговиот лик, неговиот белек и бројот на неговото име, стоеја на тоа стаклено море и има гусли Божји. И ја пеја песната на Мојсеја, Божиот слуга, и песната на Агнецот велејки: големи и чудни се делата Твои, Господи Боже, Седржителу, праведни и вистините се Твоите патишта, Цару на народите. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и не ќе го прослави името Твое? Оти само Ти си свет, зашто сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, бидејќи Твоите судови стана јавни. Потоа видов, ете, на небото се отвори храмот на скинијата на сведоштвото и излегоа од храмот 7 ангели што ги држеа 7 зла, облечени во чисти и светли облеки од ленено платно и опашани преку градите со златни појаси. И едно од 4 животни на 7 ангели им даде 7 златни чаши, полни со гневот на Бога, кој живее во веки веков. И се исполни храмот со дим од славата на Бога и од силата негова, и никој не можеше да влезе во храмот, додека не се извршија 7 порази на 7 ангели. Седумте чаши на Божиот гнев ги исипуваат 7 ангели. Глава 16. И чув од храмот висок глас како им вели на 7 ангели: одете, излите ги 7 чаши со гневот Божи на земјата. И отиде првиот ангел и ја изли чашата своја на земјата. И по луѓето што го имаа белегот на зверот и му се поклонуваа на ликот, се појавија лоши и лути рани. И вториот ангел ја изли чашата своја во морето. И тоа стана како крв од убиен човек и се живо изгина во морето. Третиот ангел ја изли чашата своја во реките и во изворите водни и тие се претворија во крв. Потоа го чув ангелот на водите како вели: праведен си, Господи, кој си, кој беше и кој си свет, зашто така осуди. Бидејќи тие пролеаја крв на свети и пророци, и ти им даде да пијат крв, заслужуваат. И чув друг да зборува од жртвеникот: да, Господи Боже Седржителу, вистинити и праведни се Твоите пресуди. Четвртиот ангел ја изли чашата своја врз сонцето и му се даде луѓето да ги жари со оган. И силна жега ги опфати луѓето и го похулија името на Бога кој има власт над тие зла и не се покаја да му воздадат слава. Петиот ангел ја изли чашата своја врз престолот на зверот и царството негово се помрачи и луѓето ги гризеа јазиците свој од болка и похулија на небесниот Бог поради болките и раните своји, но не се покаја за делата своји. Шестиот ангел ја изли чашата своја во големата река Ефрат и се пресуши водата нејзина за да се приготви патот за царевите од сончевиот исток. И видов кога од устата на змевот и од устата на зверот и од устата на лажниот пророк излегоа 3 нечисти духа како жаби. Оти тоа се ѓаволски духови кои прават чуда. Тие одат кај царевите на целиот свет за да ги соберат за војна во оној голем ден на Бога Седржителот. Ете,
Јас доаѓам како крадец. Блажен е оној кој што бдее и пази налиштата свој, за да не оди гол и да не се гледа срамот негов. И ги собра на местото наречено по еврејски Армагедон. Седмиот ангел ја изли чашата своја на воздухот и од престолот на небесниот храм се пронесе силен глас кој што извика: се сврши. И имаше светкавици, громови и гласови, и стана силен земјотрес, таков и голем силен потрес каков што не станал откако има луѓе на земјата. Големиот град се раздели на 3 дела, и градовите на незнабожците паднаа, а Вавилон, големиот, се спомна пред Бога за да му се даде чашата со вино од јароста на неговиот гнев. Сите острови исчезнаа и гори веќе не се гледаа. И град, голем како талант, падна од небото на луѓето, а луѓето похулија на Бога поради злото од градот, зашто тоа зло беше многу големо. Вавилон како жена што седи на цверот, кого што јагнето го победило. Глава 17. Потоа дојде еден од 7 ангели што ги има 7 чаши. Изборуваше со мене велејки ми: дојди да ти ја покажам пресудата на големата блудница која што седи над многу води. Со неа блудствуваа земните цареви и со виното на низиното блудство се опија жителите на земјата. И ме одведе со духот во пустиња и видов една жена како седи на црвен звер, кој што беше полн со богохулни имиња и имаше 7 глави и 10 рогови. А жената беше облечена во пурпур и скерлет и накитена со злато, драгоцени камења и бисери. Во раката своја држеше златна чаша, полна со гнасотија и нечистотија од блудството неизино. А на челото й беше напишано името Тајна, Вавилон големиот, мајка на блудниците и на земните гнасотии. И ја видов жената како се опива со крвта на светиите и од крвта на сведоците Исусови, и се зачудив многу кога ја видов. И ми рече ангелот: што се чудиш? Јас ке ти ја кажам тајната на оваа жена и на зверот што ја носи и има 7 глави и 10 рогови. Зверот што го виде ти беше и го нема. Тој ќе излезе од бездната и ќе загине, и земните жители, чии имиња не се запишани во книгата на животот од созданието на светот, ќе се почудат кога ќе видат дека зверот беше и го нема, иако постои. Овде е потребен ум што има мудрост. 7 глави, тоа се 7 гори врз кои седи жената, а 7 цареви, од кои 5 паднаа, едниот постои, другиот уште не дошол, и кога ќе дојде, малку ќе остане. И зверот што беше и кого што го нема е 8, тоа е еден од 7 и ќе загине. А 10 рогови што ги виде се 10 цареви, кои царства уште не примија, туку како цареви ќе добијат власт само за известно време заедно со зверот. Тие имаат една мисла и силата и власта своја ќе му ја предадат на зверот. Тие ќе војуваат против агнецот и агнецот ќе ги победи. Оти он е господар над господарите и цар над царевите, и оние што ќе се со него се повикани и избрани и верни. И ми рече: водите што ги виде ти, каде што седи блудницата, тоа се луѓето и народите, племињата и јазиците. А 10 рогови што ги виде над зверот, тие ќе ја замразат блудницата, ќе ја запустат и оголат, и телото нејзино ќе го изедат, а неа самата на оган ќе ја изгорат. Оти Бог им даде во срцата нивни да ја исполнат волјата негова, да се договорат и да го дадат царството свое над зверот, додека не се исполни Словото Божјо. А жената која што ја виде ти е големиот град кој царува над земните цареви. Падот на Вавилон, плачот на царевите, трговците и продарите, радост на небото. Глава 18. А по ова видов како слегува од небото друг ангел кој имаше власт голема.
и земјата светна од неговиот болскот. И извика силно зборувајќи со висок глас: Падна, падна Вавилон големиот и стана дјаволско живеалиште и засолниште на секаков нечист дух, врталиште на сите нечисти и гадни птици, оти со виното отровно на своето блудство ги напои сите народи. И царевите земни блудствуваа со неа, а трговците земни се збогатија од незината голема раскош. И чув друг глас од небото да вели: Излезете од неа, луѓе мои, за да не учествувате во гревовите нејзини и да не се заразите од раните нејзини. Бидејќи гревовите нејзини стигнаа до небото и Бог си спомна за неправдите нејзини. Платете како што и таа ви плати вам, и дајте и двојно онолку за децата нејзини, со чашата со која што ве служеше, послужете ја двојно. Колку што се прослави и живееше раскошно, толку мака и јад вратете. Оти во срцето свое вели: седам како царица, вдовица не сум и мака нема да видам. Затоа во еден ден ќе сполетаат поразите, смрт, жалост и глад, и ќе биде изгорена во оган, зашто силен е Господ кој ја суди. И ќе заплачат и ќе заридаат по неа царевите земни кои што блудствуваа со неа и живееја раскошно, кога ќе го видат димот од горењето нејзино, и стојќи оддалеку од страв пред нејзините маки ќе велат: Тешко, тешко, голем граде, Вавилоне, граде силниот, и во еден час дојде пресудата твоја. И трговците земни ќе плачат и ридаат за неа, бидејќи стоките нивни нема веќе никој да ги купува. Стоки од злато и сребро, од драгоцени камења и бисери, од висон и порфир, од свила и скерлет, секакво миризливо дрво и секакви работи од слонова коска, секакви изработки од скапоцено дрво, од бакар, железо, мермер, и цимет и темјан, миро и ливан, вино и елеј, брашно и пченица, говеда и овци, коњи и коли, тела и души човечки. И овошјата за кои душата ти копнееше се отстранија од тебе и се масно и светло исчезна за тебе и нема веќе да го најдеш. Трговците, кои што со тие стоки се збогатија од неа, ќе стојат оддалеку заради страх пред маките нејзини и плачејќи и ридајќи ќе зборуваат: Тешко, тешко тебе граде голем, облечен во свила, порфир и скерлет, украсен со злато, драгоцени камења и бисери, зашто во еден миг пропадна толку големо богатство, и сите собственици на ладји, и сите патници во ладјите, и морнарите, и оние што тргуваат по море, застанаа оддалеку и викаа, па гледајќи го димот од горењето негово велеа: Кој беше како овој голем град? И ги посипаа главите свој со пепел и со плачење викаа и велеа: Тешко, тешко тебе граде голем, со чии драгоценности се обогатија сите што има ладји по море. Оти за еден миг запусте. Весели се поради тоа небо и вие свети апостоли и пророци, зашто Бог ги заштити вашите права. Тогаш еден силен ангел подигна еден камен голем како воденички, па го фрли во морето и рече: Со такво бучење ќе биде сринат Вавилон, големиот град, и ќе го нема веќе. И глас на гуслари, пеачи, свирачи и трубачи во тебе нема веќе да се чуе. Никаков уметник од која е да е уметност нема веќе да се најде во тебе. Шумот воденичен камен нема веќе да се чуе во тебе. И светлина од светила нема веќе да осветлува во тебе. И глас на младоженец и невеста нема веќе да се чуе во тебе, бидејќи трговците твои беа големи луѓе на земјата, зашто преку твоите маѓии се заблудија сите народи. И во него се најде крв на пророци и светии, а и на сите што беа избиени на земјата. Весела песна поради падот на Вавилон, свадбата на јагнето, призракот Христов, зверот и лажниот пророк срушени. Глава 19. Потоа чув висок глас, како од многу народ на небото, кој велеше: Алилуја, спасение и слава, чест и сила на нашиот Бог.
Зашто пресудите негови се вистините и праведни, бидејќи он ја осуди големата блудница, која со своето блудство ја расипа земјата и се одмазди за крвта на слугите своји, што загинаа од раката неизина. И повторно рекоа: Алилуја! Димот неизин ке се издига во веки и веков. Тогаш паднаа 24 старци и 4 животни, да му се поклонија на Бога кој седеше на престолот, велејќи: Амин, Алилуја! А од престолот излезе глас кој велеше: Хвалете го нашиот Бог, сите слуги негови и вие, кои што се боите од него, големи и мали. И чув глас како од многу народ, глас како од многу води и глас како од силни грамотевици, кои велеа: Алилуја! Зашто се зацари Господ Бог, Вседржителот. Да се радуваме и да се веселиме, и да му воздадеме слава, бидејќи дојде свадбата на агнецот, и жена му се приготви. И се даде да се облече во чист и светол висон, а висонот е праведноста на светиите. И ми рече: напиши: блажени се поканетите на свадбената вечера при агнецот. И ми рече уште: ова се вистински Божји зборови. И паднав пред нозете негови да му се поклонам. Но тој ми рече: стој, не, јас сум слуга како и ти и браќата твои, што го имаат сведоштвото Исусово. Поклони му се на Бога, зашто сведоштвото Исусово е духот на пророштвото. И го видов небото отворено, и ете конј бел. Оној кој јаваше на него се вика Верен и Вистинит, а он праведно суди и војува. Очите му беа како огнен пламен, а на главата имаше многу круни и напишано име кое, освен него, никој не го знаеше. И беше облечен во облек, натопена со крв и со името Слово Божјо. А небесните војски, облечени во бел и чист висон, врвеа по него на бели коњи. Од устата негова излегуваше остар меч, за да ги порази со него идолопоклониците. Он ќе ги пасе со железен жезал и ќе изгази кацата со вино на јароста и гневот на Бога Вседржителот. На облеката и на бедрото негово беше напишано името Цар над царевите и Господар над господарите. Потоа видов еден ангел како стои на сонцето. Тој извика со висок глас и им рече на сите птици што летаа среде небото: долетајте и соберете се на големата вечера Божја, да јадете тела на цареви, тела од војводи, тела од силни, тела од коњи и од нивните јавачи, и тела од сите слободни робови, мали и големи. Тогаш го видов цверот и земните цареви и нивните војски собрани за да војуваат против оној кој седеше на конј и неговата војска. Цверот беше патен, а заедно со него и лажниот пророк, кој правеше чуда пред него, да ги соблазни оние што беа примиле белек од цверот и му се клања на неговиот лик, и обајцата живи беа фрлени во огненото езеро со запален сулфур. Другите пак беа убиени со мечот, што излегуваше од устата на оној кој седеше на конјот, и сите птици се наситија од телата нивни. Сатаната врзан за 1000 години. Гог и Магог. Страшниот суд. Глава 20. Потоа видов како од небото слегуваше ангел кој што го имаше клучот од бездната и голема верига во раката своја. Го фати змевот, древната змија која што е ѓаволот и сатаната, и го врза за 1000 години. Потоа го фрли во бездната и го заклучи, ставајќи печат врз него, за да не ги лаже веќе народите до завршувањето на 1000 година. По ова време, тој треба да биде пуштен за малку време. И видов престоли и седнати на нив, на кои им беше дадено да судат, а и душите чии глави беа исечени поради сведоштвото Исусово и заради Словото Божјо, а и оние што не му се поклонија на зверот, ниту на ликот негов и не примија белек на челата своји и на рацете своји, и оживеја и царуваа со Христа 1000 години. Другите пак од умрените не оживеја додека не се наврши 1000 години. Тоа е првото воскресение.
Блажен и свете оној кој има дел во првото воскресение. Над нив втората смрт нема власт, а ќе бидат свештеници на Бога и ќе царуваат со него 1000 години. А кога ќе се навршат 1000 години, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој и ќе излезе да ги лаже народите по 4 краишта на земјата. Гога и Магога и да ги собере за војна. Бројот нивни е колку морскиот песок. Тие излегоа по ширината земна и го заобиколија живеалиштето на светиите и возлюбениот град. Падна од Бога оган небесен и ги проголта. А ѓаволот што ги лажеше беше фрлен во огнено и сулфурно езеро каде што е цверот и лажниот пророк. Тие ќе бидат мачени дење и ноќе во веки веков. И видов голем бел престол и седнатиот на него, од чие лице побегна земјата и небото и за нив место не се најде. Потоа ги видов мртвите, мали и големи како стојат пред Бога. Се отворија книги и друга книга се отвори, книгата на животот, и судени беа мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. Морето ги поврати мртвите своји кои беа во него. Смртта и пеколот ги повратија мртвите своји што беа во нив, и секој прими суд според делата своји. А смртта и пеколот беа фрлени во огнено езеро. Тоа е втората смрт. И кој што не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Ново небо, нова земја, нов Ерусалим. Глава 21. И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина и морето го немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град Ерусалим нов, како слегува од Бога од небото, стокмен како невеста, променета за својот маж. И чув висок глас од небото како зборува: ете ја скинијата на Бога меѓу луѓето, и он ќе живее со нив. Тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивни Бог. И ќе ја избрише Бог секоја солза од очите нивни, и смрт нема да има веќе, ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. И седнатиот на престолот рече: ете, се ново создавам. И ми рече: напиши, зашто овие зборови се вистинити и верни. Потоа ми рече: се сврши. Јас сум Алфа и Омега, почетокот и крајот. На жедниот ќе му дадам јас од изворот на жива вода дарум. Кој победува, ќе наследи се и ќе му бидам Бог, а тој ќе ми биде син. А на плашливците и неверниците, на поганите и убийците, на блудниците и маѓесниците, на идолопоклонниците и на сите што лажат, делот им е во езерото што гори со оган и сулфур. Тоа е втората смрт. Тогаш дојде при мене еден од 7 ангели што ги држеа 7 чаши, полни со 7 последни зла. Ми прозборува и рече: дојди, ќе ти ја покажам невестата, жената на агнецот. Па ме одведе духом во една голема и висока гора и ми го покажа големиот град, светиот Ерусалим, кој слегуваше од небото, од Бога, и имаше Божја слава. Светлината негова прилегаше на најдрагоцен камен, како светол камен јаспис. Тој имаше големи и високи зидови, 12 порти, а над нив 12 ангели и напишани имињата на 12 колена на синовите Израилеви. Спроти исток 3 порти, спроти север 3 порти, спроти југ 3 порти, спроти запад 3 порти. Зидовите на градот имаат 12 темели и врзнив имињата на 12 апостоли на агнецот. А оној што зборуваше со мене имаше трска златна за да го измери градот и портите негови и зидовите негови. Градот беше 4 голем, а должината му е колку што и широчината. Тој го измери градот со трската и најде дека изнесува 12.000 стадии. Должината, широчината и височината негова еднакви.
Потоа ги измери зидовите негови, што беа 144 лакти со мерка човечка, која што е и ангелска. Зидовите му беа изградени од јаспис, а градот од чисто злато како чисто стакло. Темелите на градските зидови беа украсени со секаков вид драгоцени камења. Првиот темел јаспис, вториот сафир, третиот халкидон, четвртиот смарагд, петтиот сардоникс, шестиот сард, седмиот хрисолит, осмиот вирил, деветиот топас, десетиот хрисопрас, единаесеттиот хијацинт, 12-тиот аметист. А 12-те порти беа 12 бисери. Секоја порта беше од еден бисер. Улиците на градот беа од чисто злато како провидно стакло. Храм пак не видов во него, бидејќи Господ Бог се држителот и агнецот се неговиот храм. И градот немаше потреба ни од сонце, ни од месечина за да светат во него, зашто Божјата слава го осветлила, а светлина му е агнецот. И спасените народи ќе одат по неговата светлина, и царевите земни ќе ја принесат во него својата слава и чест. А портите негови нема да се заклучуваат дење, оти таму нема да има ноќ. И ќе ја принесат во него славата и честа на народите, и нема во него да влезе ништо нечисто, ни оној кој врши гнасни работи и лаже, а само оние кои што се запишани во книгата на животот на агнецот. Реката и дрвото на животот. Заедницата на блажените со Бога. Сериозни совети и опомени. Крај. Глава 22. И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истекуваше од престолот на Бога и на агнецот. Среде главната улица и од двете страни на реката, дрвото на животот, што раѓа плодови 12 пати давајќи плод секој месец, а лисјата на дрвото служат за исцелување на народите. И нема веќе да има никакво проклетство. Престолот на Бога и на агнецот ќе биде во градот. Неговите слуги ќе му служат и ќе го гледаат лицето негово, а името негово ќе им биде на челата нивни. И ноќ нема да има таму и не ќе имаат потреба од светило, ниту од сончева светлина, бидејќи Господ Бог ќе ги осветлува и ќе царуваат во веки веков. И ми рече: овие зборови се верни и вистинити. Господ Бог на светите пророци го испрати ангелот свој за да им покаже на своите слуги што ќе стане наскоро. Еве, доаѓам скоро. Блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга. И јас, Јован, го видов и го чув ова. И кога го чув и видов, паднав за да се поклонам пред нозете на ангелот кој што ми го покажа ова. Но тој ми рече: стој, немој оти сум и јас слуга како ти, и браќата твои, пророци, и оние што ги држат зборовите на оваа книга. Поклони му се на Бога. И ми рече: не запечатувај ги пророчките зборови на оваа книга, бидејќи времето е блиско. Кој чини неправда, нека чини неправда уште, и кој е осквернет, нека се осквернува уште, и кој е праведен, нека чини правда уште, и кој е свет, нека се осветува уште. И еве, ќе дојдам скоро, и отплатата моја е со мене, за да му дадам на секого според делата негови. Јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток, првиот и последниот. Блажени се оние што ги исполнуваат заповедите негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот низ портите. А надвор се кучињата, вражачите, блудниците, убијците, идолопоклониците и секој што сака да лаже и лаже. Јас, Исус, го испратив својот ангел да ви го посведочи ова по црквите. Јас сум корен и род Давидов,
Сјајната звезда Деница. И духот и невестата велат: дојди. И кој чуе, нека каже: дојди. И кој е жеден, нека дојде. И кој сака, нека земе од водата на животот дарум. И јас му сведочам на секого кој што ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој нешто додаде кон нив, нему Бог ќе му наметне поразии напишани во оваа книга. Ако некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог ќе му одземе дел од книгата на животот и од светиот град и од ода што е напишано во оваа книга. Зборува оној што го сведочи ова. Да, ќе дојдам скоро. Амин. Да, дојди Господи Исусе. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос со сите вас. Амин.